Очекувам од владата, кога ќе кажува амандманот не се прифаќа, да не удостои како пратеници со образложение зошто не се прифаќа. Причините кои се, зошто овој амандман не се прифаќа. Имено се работи за регионален пат помеѓу селата Ѓозумелци и Кнежје, пат кој што поврзува општина Лозово и општина Свети Николе, и овој амандман го поднесувам повеќе буџети и повеќе ребаланси за буџети. Не знам дали знае представникот на владата дека во Вардарско-планскиот регион овој проект е одобрен конечно. Меѓутоа се работи за 400 метри кои што недостасуваат за конечно овој регионален пат да биде финиширан до крај. И малку е трагично кога еден таков пат ќе почне да се работи од нашата општина Свети Николе, значи некаде околу 1620 метри од делот од атарот на општина Свети Николе ќе почнат да се градат, а остануваат 400 метри од страната на општина Лозово. Меѓутоа, што се случува во меѓувреме? Од како го поднесов овој амандман, градоначалникот на општина Лозово во консултација со проектантите и со луѓето од Вардарско-планскиот регион практично укажува, сега се слушнав со него, дека заради покачената цена на градежните материјали нема да останат само 400 метри, туку ќе останат повеќе од 400 метри. И сега на кого да се обрати градоначалникот на општина Лозово? Нормално, општина Лозово е мала општина, нема буџетски средства и освен ако не се обрати на владата. И сметам дека граѓаните на општина Лозово и граѓаните на општина Свети Николе заслужуваат нешто повеќе од амандманот не се прифаќа. Јас не се сеќавам дека барем еден мој амандман бил усвоен од како е СДС на власт. Ниту е. И тоа ми дава за право да мислам дека оваа влада, кога доаѓа жителите на Источна Македонија, на Свети Николе и на Лозово, и требаат исклучиво само за време на избори. И ветуваат брда и долини, а после тоа нема ништо. Овој пат регионален е ветен од страна на оној што повеќе не е премиер или е премиер Усенка. И добил некакви гласови по однос на ветувањата кои што ги дал. Сега, ако усеви се полни со европски вредности, една од европските вредности е и регионални поврзувања помеѓу општините, а да не говорам патна инфраструктура во самите мали рурални места, села, како што ги викаме ние. Овој пат, Ѓозумелци Кнежје, така добра конекција ќе направи помеѓу двете општини, да ќе се растерети оној експресниот пат и ќе се скрати патот помеѓу двете општини. Ваквите образложенија ги кажувам веќе со години наназад и ништо од тоа. Да биде иронијата поголема со какви проблеми се соочува општина Лозово дополнително на ова е и фактот дека пред неколку недели, не знам дали знаете, имаше природна непогода во општина Лозово, град голем, и направи катастрофални негативни последици и по житариците, но настрада и приватни куќи, семејства и така натаму. Дојде министерот за земјоделие да се слика и толку.
побара, нормално, тоа е така законски регулирано што треба самата општина да направи, нели да се направат комисија проценка на штета. Комуникацијата помеѓу локалната власт и централната власт оди нормално, ке биде во стилот на заевизмот. Ке. Помина неколку недели. И замислете, Лјупчо Николовски му вели на градоначалникот: ќе ви испратиме преку Бирото за судски вештачења проценители, бидејќи општина Лозово нема капацитет ниту во администрација, ниту генерално како општина да има една таква комисија. Замислете, преку Бирото за судски вештачења не им се пуштени проценителите. Видете, совршено ни е јасно ставот на оваа влада дека општините кои што се под раководство на градоначалници од ВМРО, ДПМН не треба воопшто да им се помогне. Тука немаме дилема дека таков став антидржавнички е донесен. Но што се виновни луѓето, што се виновни земјоделците, што се виновни да ги трпат тие ваши штетни одлуки, бидејќи се работи за овчеполие кое што е втора житница во Република Македонија, ама вие бидејќи и немате стратегија што од септември натаму, па и за житницата не ви интересира, па не ви интересира ниту за земјоделците, па не ви интересира ниту за граѓаните во општина Лозово и општина Свети Николе, го нема. Вака кога ќе погледнете во буџетот, барам дали го има Свети Николе некаде, не, го нема. Го нема. Да не се чудите тогаш зошто во општина Свети Николе и во општина Лозово никога повеќе нема да добиете гласови. Да не говорам сега за ова што се случува, па ајде, бидејќи е буџет. А треба да говориме за тоа што се случува и што ќе се случува утре во Брисел. Дали граѓаните на општина Лозово треба да ја трпат вашата рационална одлука да не им помагате, а должност ви е исто да ги третирате сите региони, зошто тогаш носевме закон за рамномерен регионален развој. Не само што не е рамномерен, туку толку многу се гледа дека Источна Македонија е заборавена од оваа власт. Како намерно да е заборавена, Источна Македонија не постои, а па за Свети Никола и Лозово да не говорам. Со години поднесувам исти амандмани, дел и овој ребаланс исти, дел нови, воопшто не се прифатени. Еден барем да е прифатен. Од многуте амандмани што сум ги поднела, еден барем да е прифатен. Да покажете волја, некаква си грижа за овие наши сограѓани и ваши. Немало пари. Впрочем, јас и не ја слушнав причината. Која е? Вие не ми ја кажавте причината? Вака да ми објасните, да ми кажете. Пратеничке, овој амандман се одбива заради тоа и тоа. А еве јас ви кажувам дека е одобрен проект од Вардарско-плански регион и нели е загрижувачки да се започне патот и да се таму да престане на одредено место, на одредена локација и да не биде довршен. Кај го има ова? Во Европа го има? Не. Само тука, во Жална Македонија го има. Јас не слушнав образложение и доколку има намера представникот на владата, навистина би сакала да го слушнам образложението. Зошто еден проект кој што е веќе одобрен да не биде изграден до крај? Ми истекува времето, за жал не можам, имам уште многу што да зборувам, но доколку сака представникот да се одважи, би сакала да го слушнам образложението. Благодарам.